Сите, согласно член 37 од статутот на општина Битола, свикувам седница на комисија за мандатни прашања, избори и именувања, ден 4.3.2024 година, 10 часот. Констатирам дека имаме потребен кворум за работа на комисијата. Една точка на дневен ред е предложена. Точка број 1, решение за формирање на работно тело и именување на членови за изработка на нова програма за поставување на урбана опрема на територијата на општина Битола. Отворам расправа по точката. Предлози или да ги прочитам може и предлозите, па после ќе отвориме расправа. Значи представници од Комора на овластени архитекти и овластени инженери се предлагаат Марко Јерчик, урбанистичко планирање, Дејан Ѓурак, урбанистичко планирање, Благој Ристевски, урбанистичко планирање, 4 Тања Франц, архитектура, 5 Татјана Јосифовска, архитектура, 6 Константин Анастасов, архитектура, 7 Дејан Томски, архитектура, 8 Мила Рориќ, архитектура и 9 Кристијан Николовски, архитектура. Представници од Сдруженијето за угостителство и туризам, клуб Еснав Битола, се предлагаат Марио Трифуновски, Сашо Шамбески, Кирил Ѓоргиовски. Представникот НОУ Завод и музеј Битола се предлага Зоран Алтипармаков. Представници од јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола се предлагаат Снежана Бутлевска, овластен планер, дипломиран инженер-архитект, и Билјана Митеска, дипломиран инженер-архитект, овластен планер. За представници од Советот на општина Битола се предлагаат Бојан Бајковски, Ѓорги Ѓоргиевски, Иван Чулаковски, Анастасија Трајковска, Горан Велевски, Корлевски Борче, Илиевски Методије. 7 представници од Советот на општина Битола. Отворам дискусија по точката, доколку некој бара збор. Извинете, уште еден координатор фали. Кој? Мерита? Сметате дека треба да биде и Мерита? Добро. Мерита Исмаиловска. Сите сме застапени вака? Не знам за представникот од општина, не пише. Може збор? Повелете. Сметам дека кога ја носевме одлуката, имавме нагласено дека и општина Битола треба да има свој представник од администрација, мислам од правен сектор, така беше? Или од не знам од каде, меѓутоа ќе мора некој кој што треба да ни каже што може, што не може. Така да сметам дека требаше да си има предлог од администрацијата, ако не дајте 5 минути пауза, па консултирајте се со администрацијата. Да, баш, пауза, 5 минути. Продолжуваме со работа. Во текот на паузата се консултиравме со општинската администрација и номинираа своји членови. Значи ќе ги прочитам уште на сите и после ќе отвориме пак дискусија доколку има и прашања и така натаму. Значи точка број 1, решение за формирање на работно тело за именување на членови за изработка на нова програма за поставување на урбана опрема на територијата на општина Битола. Представници од Комора на овластени архитекти и овластени инженери се предлагаат Марко Јерчик, урбанистичко планирање, Дејан Ѓурак, урбанистичко планирање, Благој Ристевски, урбанистичко планирање, Тања Франц, архитектура, Татјана Јосифовска, архитектура, Константин Анастасов, архитектура, Дејан Томски, архитектура, Мила Рориќ, архитектура, Кристијан Николовски, архитектура. Представници од Сдруженијето за угостителство и туризам, клуб Еснав Битола се предлагаат Марио Трифуновски, Сашо Шамбески и Кирил Ѓоргиовски. Представник од Завод и музеј Битола Зоран Алтипармаков. Представници од јавно претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола Снежана Бутлевска и Билјана Митевска, овластени планери, дипломирани архитекти. Представници од Советот на општина Битола Бојан Бајковски, Ѓорги Ѓоргиевски, Иван Чулаковски,
Анастасија Трајковска, Горан Велевски, Корлевски, Борче Методија Илиевски, Мерита Исмаиловска и представници од општина Битола се предлагаат Венцо Шишкин, раководител на оделение за економски развој, и Љубица Мигуловска, раководител на оделение за урбанизам. Како две надлежни оделенија во општина Битола за оваа проблематика. Отворам дискусија, доколку некој бара збор, повелете флешка. Купен број колку имаме? Членови? Купен број 25. Јас сакам, пошто иницијативата беше поднесена од мојата советничка група, сакам да се заблагодарам прво на транспарентноста на избирањето на членовите од Комората на овластени архитекти. 5 дена траеше анкета со конкретни барања кој може да членува, да бидат, да имат искуство, да работеле на донесување на елаборати за урбана опрема, да бидат овластени инженери, архитекти и урбанисти, и ми е драго што се јавија толку многу членови и што сакат да работат за да им биде поубав градот во кој што живеат. Исто така и на сите други што навреме доставија членови за оваа комисија. Се надевам дека ќе имаме успешна работа и брзо ќе почнеме со работа. Благодарам. Благодарам. Повелете, Илиевска. Јас имам два предлози. Првиот предлог се однесува комисијата да донеси заклучок со кој ќе го обврзи ова работно тело во рок од 10 дена, откако ќе биде изгласано, најдоцна за 10 дена да свика состанок, иницијален состанок, каде што би се утврдиле иницијалните прашања, и вториот мој предлог е, бидејќи некој ќе мора да го води тоа тело, а телото е составено од различни бранши, сметам дека колешката како предлагач на телото треба да биде еден вид, ајде да го наречеме преседател на телото, кој што ќе закажува состаноци, кој што ќе биде надлежен за информирање на членовите на тоа работно тело. Доколку сметате, двата заклучоци може да ги ставиме на гласање, меѓутоа ако сметате дека се добри, нека влезат во записник и како такви ќе одат во одлуката која ќе ја донесиме како дел од формирањето на ова работно тело. Бидејќи ако оставиме така како и сите други тела, само ќе бидат на хартија, нема да почнат да функционираат, бидејќи секогаш ќе се бара некој негде кој не се јавил или се јавил или се собрал или не се собрал. Така да сметам дека доколку се исполнува кворумот, односно половина од тие кои ќе бидат присутни, самото работно тело ќе може да си одржува состаноци. Ви благодарам. Добро, благодарам. Не сум сигурен дали може да донесеме заклучок за рокови да ги задолжиме ние како мандатна комисија. Мислам дека тоа треба да биде конечна одлука на Совет. Значи, Треба тоа да да влези донесеме. во како член на одлуката која што ќе ја донеси Советот. Да, Ако ме, да, мислам, да, значи да, да има за- два члена, а Добро. на комисија ќе донесеме како заклучоци дека тие би оделе во одлуката, бидејќи Добро. во изминатиот Да, период одлуките, иако треба да ги спрема администрацијата, еве јас ќе кажам дека оние одлуки кои јас сум ги предлагала, веќе почнав сама да ги спремам, па ако не, нема проблем и ова, ако треба ќе ја спремам, меѓутоа сметам дека заклучок мора да се донеси таков на комисија. Добро, не е во ред ќе донесеме, нека би составен дел од записникот. Нормално ако изгласа мнозинството. После на Совет не ќе стане составен дел од одлуката. За председател сметам дека не можеме ние да назначиме сега како мандатна комисија тука. Работното тело треба еднаш да се конституира, да се состани и после тоа може Меѓутоа, кој би го свикал тоа тело? Советот на општина Битола. Значи јас треба да го свикам, така? Значи Советот ќе донесе одлука, ако донесеме заклучок. Каква одлука ова ќе одлука, донеси Советот? Да се свика состанок? Па нели ќе напишеме Иницијален заклучок состанок во... без- Значи јас не знам кај е проблемот. Во самата одлука ќе си стои дека телото треба да се состани по 7 дена и дека треба да има некој кој ќе го свика. А ако ви смета да биде колешката и сметате дека треба Советот, тогаш значи јас треба да го свикам. Не размислувам во таа насока, никој Па не добро, ми правник пречи. сте, треба да размислувате Никој во не- таа насока, оти треба правно да биде издржано. Да, точно и во интерес на тоа сметам дека телото прво треба да го свика Советот на општина Битола,
со одлуката што ќе ја донеси конечна за формирање, со заклучокот да се состани во рок од 10 дена, значи на сите ќе му стигнат пораки или ќе бидат поканети така телефонски во рок од 10 дена, ако донесиме таков заклучок на совет, тие ќе се состанат и потоа сите работи што ќе произлегуваат од тоа тело, формално правно, дали точки на дневен ред на телото или како ќе течат процесите таму, сметам дека треба да се остави таму да се одвиват другите работи. Не знам, мислам дека не сме надлежни ние како мандатна сега комисија да назначиме председател. На секое формирање тело на мандатна комисија се назначува председател. Вие барем тоа најдобро го знаете и за надворешни комисии, и за внатрешни комисии. Не знам, не сум сигурен дека Во ред, колега, ако е целта вие да бидете председател, кажете, ќе ви изгласаме, нема проблем. Не знам, сега ќе одлучи мнозинството, не навлегвам во поединечни дискусии. Добро, друг некој дискусија дали се? Добро, еве јас, пошто бев спомната, значи, телото треба да има можеби координатор, не председател, а мора да има координатор и да биде назначен без разлика кој е, кој ќе има одговорност да ги вика на иницијалниот состанок. А на иницијалниот состанок може цела групова да одлучи кој сака да им биде координатор. Обично првата средба, ако нема назначено координатор, ја води најстариот во комисијата, ама јас сега не знам да ви кажам точно кој е најстар таму. Без разлика. Советот ќе донесе одлука да се формира. Ќе донесе и заклучок да се состанат во рок од 10 дена. Значи по службена должност оделението надлежно за советот, така нормативно-правното оделение, ќе ги извести сите луѓе за првиот иницијативен состанок. На тој состанок, демократски, ќе се разгледат сите мислења, ќе се стават точки на дневен ред, предпоставувам, и сите во една нормална атмосфера ќе изберат некој што ќе го води тоа тело. Тоа. Мислам, се е ова во интерес на градот, не е во интерес на некоја политика или така нато. Аз така сметам. Добро. Во тој контекст беше и предлогот на колешката, значи да се свика, некој треба да го спреми дневниот ред и да ги каже иницијалните проблеми за кои што треба да разговараме. Ме разбирате? Па имаше таков состанок. Ова е сега следствено на тој состанок што беше, нели, со представниците на... Ама ги немаме дефинирано ние точките за кои што треба да разговараме. Добро, ќе се дефинираат на првиот, така. Добро. Значи, Тоа ми беше конститутивна седница се свикува со една точка на дневен ред, конституирање, тоа е дневен ред. Значи, конституирање на телото. После, нормално, се предлагаат точки. Мислам дека така треба да течи сега, ако мислите поинаку, ќе одлучиме, пак ќе разговараме. Сепак е ова мандатна комисија, има време до седницата, можеме да измениме било што. Сега во моментот мислам дека повелете, Велески. Јас многу што разбрав, значи комисијата за мандатни прашања не може да свика, мислам не може да назначи координатор, туку координаторот ќе се назначува со мнозинство од тие 25 членови на советот, така? Значи со консензус ќе се назначи, не со гласање, не со... А тогаш која е врската на советот на општина Битола, пошто малце се извинувам и се измеша работите, во која е функционалноста на советот на општина Битола врз ова тело? Па предлагач на оваа точка треба да видиме еднаш кој е, па кој е. Да. Па предлагачот треба да каже. Тоа Добро. е Горан тогаш. Немам што да додам. Значи, тоа е тоа. Добро. Добро, доколку нема други прашања или дискусија, ја ставам точката на гласање. Точка број 1.
решение за формирање на работно тело и именување на членови за изработка на нова програма за поставување на урбана опрема на територија на општина Битола. Кој е за вака предложените, ве молам да крени рака. 3 за, едногласно. Ја затворам дискусијата и седницата на мандатни прашања. Благодарам.